Ова е пролетна јаглика или Примула верис. Пролетните јаглики се хетеростелни. Ова значи дека секое растение има цветови со една од две можни форми. L формата има долг толчник и кратки прашници, додека S формата има краток толчник и подолги прашници. Овие две форми не може да се опрашуваат сами со себе. L формата може да прими само S полен и обратно. S формата може да прими само L полен. Благодарение на оваа некомпатибилност помеѓу формите, се спречува размножувањето на растенија кои се во крвно сродство, што може да има негативни последици за јагликите. Доколку се е во ред со една популација јаглики, во популацијата би требало да има отприлика половина растенија со L форма и половина растенија со S форма. Ова е така благодарение на едноставен механизам на природна селекција што ја одржува рамнотежата. Доколку една од формите е поретка, да речеме S формата, тогаш другата форма нема да има од каде да прими полен, па нема да може да се размножува. Истото важи и доколку L формата е поретка во популацијата. Значи единствена стабилна состојба на популациите со јаглики е кога има отприлика ист број на L и S форма во популацијата. Но доколку дојде до некоја ненадена промена во популацијата, кога голем број од растенијата се уништени, тогаш оваа рамнотежа може да биде нарушена. Например, доколку ги отстраниме овие растенија, помеѓу оние што остануваат, по чиста случајност има повеќе јаглики со S цветови наместо со L цветови. И колку е поголема загубата во популацијата, толку се поголеми шансите да има нарушување на рамнотежата помеѓу двете форми. За жал, ова често се случува со јагликите, чии што природни живеалишта се ливадите и пасиштата. Овие екосистеми се почесто се уништувани со цел да се урбанизираат, или да се претворат во земјоделски полиња, или пак се пошумуваат. Но како точно промените во животната средина влијаат на рамнотежата помеѓу двете форми? Ова прашање не е едноставно да се одговори, затоа што различни популации на јаглики се подложни на различни промени. Затоа е битно да се соберат податоци за што е можно повеќе популации, кои потоа научниците ќе ги анализираат за да видат дали има некои општи принципи кои важат за сите јаглики. Например, дали популациите во погусто населени региони имаат поголеми нарушувања на рамнотежата. Или пак популациите во поголеми ливади, подалеку од населени места и шуми, се со помалку нарушување на рамнотежата. Ова и други прашања ќе можеме да ги одговориме благодарение на проектот Барање јаглики, во кој што може да учествуваш и ти, со тоа што ќе ни пратиш твои наблюдување на природни популации на пролетни јаглики преку страницата cowslip.science/mk.